Апсењето на припадник на моето обезбедување за семејно насилство е доказ дека законот важи за сите. Обезбедувачот е дел од претходницата и не го гледам толку често, а сопругата која ја нападнала е ќерка на мој колега од факултет, вели премиерот Христијан Мицкоски одговарајќи на новинарски прашања. Член на обезбедувањето на Мицкоски доби 8 дена притвор откако неговата сопруга пријавила дека била физички нападната во семејниот дом. За разлика од минатото, кога членови на обезбедување на председател ТЕПА граѓани си живуваа по дискотеки и минуваа неказнети, во овој случај гледате мал престап и веднаш системот функционира, тоа е уште еден доказ и така и ќе продолжиме и во иднина. Недисциплина јас не толерирам, не само во рамките на моето обезбедување, неку за волја на вистината, тоа е припадник на претходницата која не ја гледам јас така често. А за волја на вистината, сопругата е ќерка на мој колега од факултет. За СДСМ пак скандалот само покажува со какви луѓе се обкружува Мицкоски. За нив тоа е уште една причина за оставка на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Според партијата, насилството во изминатите 2 години стана секојдневие. Ова е слика на обкружувањето на Мицкоски и на една криминална влада во која насилството е нормализирано, а институциите немаат капацитет за ништо. Уште еден доказ дека системот е целосно распаднат, а моралот со ВМРО ОКГ срозан. Ако полицијата на Тошковски се тепачи и учесници на семејно насилство, нема систем што може да се воспостави за превенција, ниту пак заштита на жртвите. МВР соопшти дека полицијата го уапсила 39-годишниот обезбедувач на Мицкоски на 2 мај во 23 часот, откако неговата 37-годишна сопруга пријавила дека во семејниот дом била физички нападната, дека и биле упатени закани и дека и бил оштетен мобилниот телефон. Уапсениот доби 8 дена притвор. Ова е втор уапсен телохранител на Мицкоски. Минатата година беше уапсен Ангел Сарамаков, кој беше осуден на година и пол затвор за оддавање службена тајна, но апелација ја укина пресудата и го врати предметот на повторно судење.